Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојавте во уште едно издание. Јаде Бурек на ТВ Сонце, весело имам чест и задоволство. Прв пат во студиото да ја поздравам, а и лична средба вака тет-а-тет пред камери со господја Мимоза Рајал. Мимоза, добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. Ви благодарам многу што не поканивте и што во вашата емисија одвоивте време за уметноста. Знаете, ретки се тие медиуми кои што оставаат простор на уметноста. Нели све сме со земното и подземното, политиката, а ние вечерва ќе имаме една готичка насоченост кон небото и ќе зборуваме, мислам, за највозвишената работа, а тоа е уметноста. Ја за готски сум спремен, ти со белово некако ме... А може оној контраст да иде, да исклучиме и светло, па да ставиме две-три свети, ја сакам готиката, прекрасна ми е. Поводот за поканата во студиово беше вашата книга Светлина и убавината и уметноста, за која ќе збориме подоцна. Прво ме интересира малку, би сакал да поразговарам, да ги запознаеме гледачите со вас, како автор, како уметник. Вие сте како што ви стои на директор на Институт за сценските уметности на Универзитетот Европа Прима. Европа Прима, која попозната беше порано како Есра. Настана со Есра, сега вие сте на раководна функција таму, кажете ми, што беше ова пертурбација со името? Па се случија некои промени внатре, се создадоа нови факултети, се создадоа нови програми и ректорската управа, меѓутоа јас не сум таму, одлучија да се создаде еден нов универзитет и да го носи името Европа Прима, едно преубаво име, кој што има своја голема историја, има своја традиција и мислиме дека нашите студенти се толку талентирани и нивното место е во европските метрополи еден ден. Поврзаноста помеѓу Есра и Париз порано беше многу силна. Дали се уште постои таа конекција? Апсолутно, нашиот ректор, добро сега е тој во пензија, меѓутоа Јордан Плевнеш, тој повеќето од својот живот го има поминато во Париз и таму постои Есра и идејата беше тој да направи една, како да кажам, свој виден не дупликат, меѓутоа прилагодено на македонски услови, меѓутоа со идентични програми, еден универзитет кој што на вистина ќе ги афирмира талентите по драма, по музика, по филм и така натаму. Би сакал за ова уште малце, бидејќи имаме 120 минути, многу време да поразговараме. Интересно ми е тоа што мене лично ми се допаѓа затоа што факултетот за драмски уметности е многу ригиден, каде што има, нема да употребувам некои квалификации, класификации, но многу тешко се стига таму. Точно. Режија може да се запише на 4 години. Точно. И може да запише, да речеме, релативно некаква подобност, ај го изговори зборот, на моје нека биде. Во секој случај имаше многу млади луѓе кои има силна интенција да влезат во светот на телевизијата, на видеоартот, на аудиото, но едноставно затвореноста на овој на тој факултет како да мислам го предизвика создавањето на Есра, токму така да многу луѓе кои едноставно беа отфрлани, шиканирани. А големи таленти. Да, тоа ќе беше најболно, ќе бевте промашена институција, ако овие навистина беа со високи критериуми и исклучиво недобрите беа таму. Апсолутно сте во право, се работи, не е убаво да критикуваме, затоа што ние покажавме дека знаеме подобро. Не, во рете кога критикуваме, а сме покажале дека знаеме подобро. Се работи за доста затворена институција и големи таленти се таму, значи да се разбереме, тоа нема спор. Меѓутоа, каква е нивната продукција? Што тие продуцираат? Имаат ли театарски представи? Имаат ли филмови? Каде се нивните филмови, театарски представи? За разлика од нашите студенти, постдипломци, тие постојано
Значи им постои глад, вапеш да се отиде на сцена, да се сними филм, да, значи ги користат сите можни ресурси домашни. Вие знаете како да се направи филм, да се направи театарска представа, да ме консултираат мене, професорке, можете ли да ни помогнете? Ајде нешто да правиме, да излеземе на сцена. Тоа е таква една амбиција, таква една креативност. И знаете, во тој дел од животот, во годините каде што се тие, таа амбиција е нормална, а ние мораме тоа да им го овозможиме на такви таленти. Не си затвори реченица. Не ова утринска програма кај што имаме уште 3 минути, па идеме со следниот прилог за фудбал. Така да слободно бидете обширни. Да ви кажам, интересен е тој факт дека баш во тие години тие деца треба да направат нешто. Знаете, имаме едно хоризонтално време, имаме едно вертикално време и во просторот. Имаме едно кога јунговски кажано, ние се раѓаме, растеме, одиме на училиште, одиме по факултети. И меѓутоа имаме и едно вертикално време кога ќе го достигнеме својот зенит. И секој талент има своји звездени моменти. И тие треба да ги искористи. Тоа вертикално време е кога сонцето ќе зајде, нели, уствари ќе дојде до зенитот и веќе зраците почнуваат да заоѓаат кон него. Тоа хоризонтално време се прекрстува со тоа вертикално време во една точка и создава крст. Знаете, и амбицијата е апсолутно во ред. Тие деца се полни со живот. Тие сакаат да се докажат. Еве, имаше еден перформанс баш во петокот во културно-информативниот центар. Наши магистранти и магистри, Димитрина Мицковска и Васил Зафирчев, морам да ги спомнам, тоа се зверски таленти. Слободно. Слободно. Не се воздржувај за имиња. Да, и тие, значи, таква изнесоа еден перформанс каде е љубовта. Тоа беа стихови на трите архетипа на Европа. Тоа се Данте, Шекспир и Гете. И делови имаше на стиховите на Бајрон, кои што се содржани во оваа книга, која што ја промовиравме. Драматизација направи Огнен Неделковски. Режисер беше Зафирчев и тие направија, мислам, светски изведен перформанс. Во 2021 година, дали, мислам, би било недозволиво да не постои видеозапис од такво нешто, кога имаме Facebook, YouTube, TikTok и така натаму и така натаму. Точно, апсолутно. Јас имам видеа некој, па во некоја друга прилика би сакала да, и на кој вие бевте поканети, вашата прекрасна сопруга. И имавте член од семејството кој што ве представуваше и тоа многу талентиран член. Што мислите, кај бев јас? На работа. Но добро, секако има и други промоции, има и други представи, и други филмови. Филмовите кои јас ги гледам од нашите, тие се одлична основа за создавање на грандиозни уметнички дела. И филмот на Максим апсолутно е прекрасен и тоа е дете со голема амбиција, голем талент, кој што за него допрва ќе слушаме. Јас му бев член на комисија во неговата... Тој е еден од вашите студенти, од многуте. Од многуте студенти. Господјо Раел, вака кажете ми, имате многу екзотично интересно презиме. Може ли да дознаеме, бидејќи навистина секој кој ќе прочита овдека како гостин Мимоза Раел, вака интересно. Да. Етнисити. Ви благодарам што ме прашавте за тоа што вака директно. Не знам како би било индиректно, ја тоа стварно не знам како. Да, јас се презивам Антоновска, татко ми Антоновски. Меѓутоа се омажив, нели, со германец и тој се викаше Раел, моите деца се Тим и Лукас Раел. Имав еден сон, нели, како секоја мајка и секоја жена, дека ќе издржам во тие води, меѓутоа за жал
Јас не сум повеќе во тој брак, меѓутоа презимето го задржав заради моите деца и тоа е чисто практични причини. Каде Не, ворете, не треба да се правдате, мене само ме интересира генезата. Каде и да патувам, јас не можам да отидам со децата, ако имаме различни презимени. И тоа и некако убаво се врза, тоа ми мозараил, дојде некако необично и едноставно почнав да работам на овој универзитет со тоа презиме и едноставно така остана. И ете, Ако делува и уметнички, морам да признам, во секој случај. Тоа ме интересираше, но има една интересна работа во врска со вашата биографија кога ќе се отвори на Facebook. Таму не само што стои дека сте директор на Интернационалниот универзитет Европа Прима, на Институт за сценски уметности. Институт за сценски уметности, шоте. И таму покрај Скопје и Европа Прима се спомнува и Њујорк. Да, Њујорк. Тоа се сите програми откаде што ние сме ги зеле и нашите студенти учат. Тоа е еден направен европско-светски програм. Значи, кога ќе заврши студентот кај нас, дали на додипломски, дали на постдипломски, тој веќе ги има сите европски и светски квалификации да отиде таму и да се промовира. Значи, немаме гломазни оние, знаете, програми, па предмети што не треба да се учат. Еве и самата естетика моја не е естетиката со целост на почеток од моите колеги, кои што предаваат и пишуваат за естетика, не е она естетика која што вие ќе ја слушате например, на другите факултети за драмска уметност, за ликовна уметност, за ликовна уметност, за музичка уметност. Туку е чисто специфизирана европска естетика, која што се занимава со големите прашања, со вечните прашања. Не разбирам. Ајде, објасните ми го вашиот предмет. Вие предавате? Да, јас предавам естетика и тоа е повеќе естетика на театар и филм. Ја предавам античката трагедија, тоа е основа. Значи, кога и да зборуваме за уметноста, секогаш се навраќаме во времето на антиката, таму доминира една хармонична култура во духот на самосвеста и сонот за атараксија, кои придвижуваат едно исклучително важно интелектуално и духовно движење во согласност со природата. Знаете, и како што не подсетува големиот германски филозоф Фридрих Ниче, тој вели, за да ја разбереме целата уметност, ние мораме своите корени да ги бараме во антиката преку боговите на Аполон и Дионис. Тоа во своето капитално дело раѓањето на трагедијата од духот на музиката Ниче го кажува, и Аполон се изразува преку врвните естетски вредности, редот, мерата и совршенството. Меѓутоа, ако останеме ние на тие естетски вредности, немаме уметничко дело. Туку потребен е и богот Дионис како метафора на непромислени страсти и нагони. И вели Ниче, во симбиозата на тие два спротиставени само навидом принципа на аполонистичкото и дионистичкото се раѓа и развива совршенството на античкото уметничко дело. Античкото уметничко дело подоцна и средновековието многу тешко ќе се одвојува. И ренесансата, и францускиот класицизам. Меѓутоа, што вели Ниче, кога се случува процесот на декаденцијата? Тогаш кога дионизиското принцип е излечен од трагедијата, односно музиката и хорското пеење. За да имаме трагедија, ние мора да имаме актери на сцена, но мора да го имаме и хорот како музика, која што е коментар на граѓанското општество. Пазите, во основа на секоја трагедија е митологијата, трагичниот јунак, трагичката вина. Меѓутоа, она што трагичниот јунак во трагедијата го одликува како посебност, како една естетика, тоа е неговата непомирување со стегите кои што ни ги дава општеството. Секогаш имаме во трагедијата homo ludens, homo creator, homo religius и секогаш имаме една флуктуација во движење на едни сфери на религиозното. Знаете, кога велат дека боговите ги сакаат најхрабрите. Тоа се трагичните јунаци. Тие се дрски, тие се со иронија, тие се директни,
Кај нив немате лирска музика. Тие одат кон својата цел, со целиот свој фокус и така по цена на смртта. Значи, кога ќе останеме на тоа аполонистичко начело, ние сме индивидуи. Меѓутоа, кога умираме за некој идеал, за тоа умира. Еве, дали да го земеме Прометеј, дали да го земеме Орфеј, тие секогаш умираат за одреден идеал и моментот на преминот од индивидуалитетот кон идеалот, ние ја имаме трагедијата и тоа е преминот од аполонистичкото во дионистичкото начало, за кое што јас така тоа го објаснувам и во оваа книга. Каде е тука естетиката? Естетиката е Пошто прашање, кога ќе спомнете естетика, ние сметаме, ја го перцепирам, естетика, визуелното и аудиото. Она што ќе ми предизвика некакви чувства. Вие дадовте целосна дефиниција на совршено уметничко дело. Значи, за да имаме совршено уметничко дело, треба да имаме ред, мера, совршенство, пропорција, симетрија, рима, ритам. И нашиот критериум за одредена, например, поп песна или за една лирска песна, естетичките вредности ни се исти. И до тука ние имаме аполонистичко начало. Меѓутоа, доколку вас немате Дионис, немате тресење на емоцијата внатре во вас, доколку не доживеете метаноја додека го гледате уметничкото дело, додека немате, како што вели Франц Кафка, ако не ве удрат со секира во замрзнато море, како со некој дури тој вели и оштар предмет по глава да ве удрат, таквото уметничко дело воопшто нема никаква корист вие да го гледате, конзумирате, тоа е всушност и целата теорија за Шекспир. Шекспир кога го гледате воопшто не е пријатен. Значи тука имаме еден, еве да го земеме за пример Хамлет, имаме еден млад човек кој што има свој идеал на архетиповите на своите мајка и татко. Меѓутоа, што се случува? Неговиот чичко, како што знаеме, ја го убива неговиот татко и тој не можејќи да се помири со неидеалноста на светот, со идеалноста на своите родители, тој фрикнува и вели мојот живот одмазда ќе биде. Во тој момент вие знаете дека имаме веќе ние трагедија. Што тука има едно големо христијанско начело кое вели не со одмазда, не со омраза. Свртете го другиот образ, Исус не сакал да го шамараат, него животот не треба да оди по омраза. Знаете, кога Питер Брук големите режисери водат големи диалози со Шекспир, поготово со Хамлет. И оној диалогот да се биде или да некако најпопуларен. И кога Питер Брук во Театра до Норд во Париз во 2000 година, се извинувам, ќе го изрежира, знаете, кога сите ќе умрат, на сите оние ќе се случат лобањи, нели, крв, жртви, на крај тој ќе стане актерот и ќе рече кој е таму. Кој има ли Бог, вели, во овој несовршен свет? Можеше ли И наеднаш актерите стануваат и тие велат можеше поинаку. Така и почнува. Значи, времето во кое што создава Шекспир е многу интересно, затоа што, пазите, театарот во времето на елизабетинската епоха, кога Шекспир го создава Хамлет и овие фундаментални дела, било вон јурисдикцијата на управата на општините, кај што немало закони, таму се воделе борби со петли и мечки, таму имало јавни куќи, месарници и пазете, Шекспир требал таму да постави свое драмско дело. И биле во форма на античкиот театар, значи небото секогаш се гледало, античкиот театар секогаш е отворен, да се види минорноста на фигурата на човекот и големото влијание на боговите. Добро, да оставиме сега античката. Трети. Во античката трагедија секогаш бил жртвуван јарец
во чест на Богот Дионис и тука биле субститутите на Богот Дионис кои што сето тоа го гледале, го посматрале и кога се жртвувал јарец, значи трагосија, значи трагична песна, јарецот пее една трагична песна и оттаму е и трагедијата пред последниот здив се жртвува за некој поголем идеал, а тоа е од низиското начало. И да се вратам на Шекспир, што е толку интересно за него, во такви едни услови тој морал, значи за таму секако доаѓала и аристократијата, меѓутоа доаѓала и публиката која што била претходно на борба со петли и мечки, ја гледала таа борба и доаѓа да го гледа Хамлет. Доколку, замислете, не им се допаднала таа представа, тие физички се пресметувале, со актерите. Да, и го врзувале во кебе и го фрлале во вис. И пазите сега, тој мора да создаде. Колку ми недостига тоа денеска во уметност и уметниците, особено овие што се на државна дојка, и кој ќе ми направи некој такво дело, кој ќе отидам да изгледам некој филм како ти си од Тито Велес прилепили некој таков филм кај што се фрлају милиони, а не знае ништо направи, и па да го земеш у тебе да го фрлиш века, па да го утнеш 2-3 пати да се истркала по скали. Се шигувам, ја малце го карикирам ова. Точно, многу ви е на мисла. Слушај, многу е аналоген односот, многу е реален односот на тоа што си го правил. Бидејќи денеска ние збориме за апсолутна заштитеност на било каква скаредност која се нарекува уметност. Точно. Било каква во времето на Шекспир одат и ве фрлаат 3 метри и доколку не се... Шекспир, мозокот му прегорувал што ќе напише, затоа што естетикат. Достоевски ги пишувал неговите обширни дела како енциклопедија Македонија, затоа што морал, така преживувал, му излегувале во вестник. Значи, 24 табаци морал да напише за да ги врати до луговите. Мигот да преживееш и да создадеш нешто естетика создавало врвни дела. Кој што ми велеше еден музичар Горан Трајковски од Анастасија, што викаше: сакаш добра песна, тури го да гладува. Тури го да гладува, најаден и сит. Точно. Еве гледате кај Толстој каква имаме салонска естетика. Таму е се салон, се тоа естетика на аристократија, меѓутоа Толстој живеел во сосема други апсолутно сте во право. Не, мене ми се допаѓа, јас се малце радикално левичарски настапувам. Апсолутно сте во право. Секако дека луѓе кои се родени со сребрена лажичка создале врвни уметнички дела. Точно. Меѓутоа се разликува, видете во делата на Достоевски. Можеш да се вратиш и на Шекспир повторно. На Шекспир и пазите, тој требал да направи едно такво театарско дело во кое што на сите ќе им се допадне и тогаш се создава таа сцена примус сензационале и гледате во сите негови драми Ромео и Јулија започнува со некоја физичка пресметка. Макбет започнува со трите вештерки, ние не знаеме од кој свет доаѓаат тие вештерки, живи се, не се живи. Самиот Хамлет започнува со духот, се јавува духот. Хамлет да го гледаш пред 1000 години. На тој момент, кога си гледал борба со петли, па си се закрвел целиот... Пазите, таму сонце има, а на стражарите морат да на Марсело и на... Треба да им е ладно. И тој прави, значи тоа е гениалноста на Шек, тој прави вербален илузионизам и тие на вистина им е ладно. Чекај, збориме мрачен среден век. Мрачен среден век. Ние збориме ера на неписменост. Точно. А Хамлет, са пази ја перцепцијата. Хамлет кога го гледаш, го доживуваш како кромит, слоеви. Полиморфна, ама во тоа е мислам и гениалноста на самиот Шекспир. Ама ја не знам како го доживеал тоа таков еден ум. Ја би сакал да си го пресадам малце мозок, да го извадам мозокот и да го изгледам. Да, пропатуваме низ времето. Да го изгледам како табула раза, да го изгледам Хамлет, да видам како апсолутно сте во право. Денес секој 9 човек. Кој е критериумот на естетиката моја?
Точно. Јас сум видел Од се и се премногу што- информации, премногу читања, премногу критики. Па, знаете, кога отишла една жена во Англија, така просечна, која не слушнала за Хамлет, отишла да го гледа и рекла, да, се беше одлично, тука супер, меѓутоа многу цитати има, што е ова, на слабоста името е жена, има нешто трулово. Да, слушала толку цитати да мислела собрале неколку цитати, еве сега го даваат Хамлет. Во тоа е гениалноста на Хамлет, тој има полиморфна фабула. Вие не знаете, секогаш сте во дилема кога тој ќе ви излизга во некој стадиум за да ве собори. Вие едноставно не знаете кога ќе почне лудилото. Прво имаме апсолутен сомнеш во дејствување и недејствување. Значи, многу добро го знаел Аристотел. На Аристотел дефиниција за трагедија е дејствување. И сега да не ширам, не е важно, дека говорот е отмен. Меѓутоа, се е во придавка. Трагедијата е страдањето. И тој цело време, ние имаме една напната тишина во Хамлет, кога тој вели да во диалогот да се биде или не, да действува или да не действува. Тука имаме еден гениален сомнеш. Дали, и тој постојано прашува дали навистина духот ми кажува вистина, дали да действувам или да не действувам. А тоа е, ние после тоа го преведуваме, да се биде или да не се биде прашање. Сега се прашува совеста, не знае дали му збори тој ја совеста прашува или му збори деукс екс махина. И точно така, и на крај тоа убиството ќе се случи, меѓутоа ќе се случи како сплет на несреќни околности. Тој премногу знаеше за да действува. Знаете, кога вие не За знаете... разлика од еден Кавка, Да. кој убиството кое ќе се случи, стварно да не знаеш дали е за диагноза, дали е за демонологија или е за нешто сосема десето кое не можеш ни да го исперцепираш. Точно, па и земете ги ликовите кај Достоевски. Достоевски самиот има една симпатија кон злосторникот. Знаете дека тој бил И тоа е добил почетокот смртна... на антихерои, да го сакаш антихеројот, нели до тогаш хероите ги сакаме, они се доблесни, они се витези, они се храбри. Сега имаш антихерој кој не е баш тако. Ама имаме едно христијанско начало. 20 век филм, театар, книга, ни е препон со 300 мани, те убици, те ова, те она. Ќе дојде сатаната, ама со друг сатане ќе се бориме против сатана. И сега се прашуваш, чекај бе, што ми раскажуваш ти? Точно. Кај отиде естетиката? Да, знаете каде е гениалноста на Достоевски? Тој вели страдав. Еве во Понижени и навредени, исто во многу дела страда, тој херојот страда, тој сака да се вклопи во околината. Тој сака да верува во Бога, Иван Карамазов. Меѓутоа околината не го прифаќа, него нонстоп му затвораат врати. Тој сака да влезе, па почнува се коцка во коцкар. И да опишува себе. Да, Достоевски е таков и неговиот живот. И он стално се прашува, види, јас сум верник, ама не сум баш, ама сакам. Има бивалентност во неговата личност. Знаете, од страната на неговата мајка сите се свештеници, монаси, сите се по манастири, а од кај страната на татко сите самоубици, убици. Има една бивалентност во самата негова. Па гледајте, бивалентност или биполарност? Тоа е, биполарноста е диагнозата на Фройд за Достоевски. Добро, тоа е после, и дека и све, и епилепсијата и све тоа. Меѓутоа, јас мислам дека личноста на самиот уметник не треба да се врзува со неговото уметничко дело. Тоа е една подземна струја. Тука зборува од него едно колективно несвесно, како што ни вели Јунг. Thank you very much. Thank you very much. Сега доаѓаме. Доаѓаме до вашето. Никогаш да не го мојата девиза која постојано ја плямпам, никогаш да не го прашаш уметникот што сакал да каже. Точно. Ке се разочараш катастрофално. Не, тоа се ке те убие у поима. Две различни работи. Толку плитка работа. Ко мене,
Една од првите фотографии, ја бев меѓу првите на интернет разменување, комуникација и ми пристига студент на средно уметничко, негово завршно дело, исклесал нешто ово, она вика, може ли да ми каже што ми ја уште на 103-ка, значи 97-8 првиот и стига 5 минути едно фотографијче, го отварам, останувам фасциниран. Ама ја во црковен, знаеш, и малце мене перцепцијата ми е поинако. И гледам, ми може гледам еден, ја сум го кажал 100 пати, го гледам еден крст кој не е раширен, туку е вака склопен во себе. И јас се фасцинирам, леле, викам, духовноста која не е расцветана. У мене у секунда му иде. Ке викам пред да напишам, како се вика, викам, уметничково дело, и тој ми праќа детелина со 4 листа. Да. Тоа е тоа. Значи, тоа е јунговскиот принцип. Не знам дали е јунговски. Јас зборам објективноста на естетиката. Затоа што сите мислат дека естетиката е нешто што е благопријатно за очи, за перцепција и така натаму. Вангел Божиновски кажа една многу убава дефиниција на промоцијата, дојде и вели и со тоа ја објасни цела античка естетика. Викам, леле, зошто толку пишува човеков, дојде еден збор, кажа си отиде. Вика, етика. Значи, вистината е во етиката. За да ние имаме естетички совршено дело, тоа мора да блика од добрина и добра душа. Тоа мора да Поздрави го, прашај го зошто ме банираш. И ги прекина контакт. Не. Се чегол. Имаше, знам, некои проекти, тој во Германија и така натаму. Меѓутоа, дали ова се што го требаше тој да дојде тука и ќе беше... Дали ова све што го збориме сега, го говорите, е содржано во вашата книга, светлината на убавината и уметноста? Да. Па тоа сакав да ви кажам дека јас тргнав од еден друг принцип. Естетиката на големите филозофии, на Ниче, на Кант, на Кроче, се интересни. Меѓутоа, ајде сега да одиме да имаме еден друг приод, да имаме драма, да имаме филм, да имаме театар. И мислев дека студентите треба да знаат кои се трите архетипа на Европа, тоа се Данте, Шекспир и Гете. Знаете, Данте и неговото дело Божествена комедија, тоа не може да се помине на постдипломски ако не се прочита. Тоа е едно фасцинантно дело, напишано од Данте Алигиери уште во крајниот среден век и почетокот на хуманизмот, далеку пред Ренесансата, каде што тој всушност ни ги дава рајот, чистилиштето, пеколот. Пеколот, знаете каква е тоа една готичка структура, една феноменална поезија. Секој стих завршува со лестеле. Почнува со пеколот и тој вели дека и ние луѓето, значи кои што само со нашиот ум комуницираме, се наоѓаме во пеколот. Ние имаме копнеш за Бога. Ние имаме внатрешна потреба за Бога, но разумот ни вели не, и таму тој ги става и Платон, и Аристотел, Вергилий. Вергилий, за гледачите да кажеме, дека е најголемиот римски поет во 4. век, кој што го напиша Златното доба, Златното време, и го најави доаѓањето на Златното дете, кој што подоцна средновековието, апсолутно се во право, го протолкува дека го најави доаѓањето на Исус и нашиот спасител и така натаму. И меѓутоа Вергилий е човек на разумот и тој не може да отиде во рајот. Тоа е и кај Кант во неговата естетика, исто гледаме и во неговата филозофија, до критика на чистиот ум, вели тој. Значи, умот може да не однесе до прагот на чистилиштето, до рајот, и потоа, нели знаеме, Беатриче го презема Данте со незината кочија, да не го раскажувам делото, со незината кочија во рајот, и колку е интересно, тој не ја гледа току со силината на погледот. Што сака да каже? Естетиката не е по надворешниот облик. Ја тоа никако не можам да им го објаснам на младиве генерации. Ајде да застанеме тука, да ве замолам една кратка пауза, затоа што имам повеќе подпрашања, за да го расширите многу послободно во многу повеќе простор временски. Режија, ве замолувам за кратка пауза.
Продолжуваме разговорот со господја Рајал светлината на убавината и уметноста. Нешто стално ми иде да го прочитам малку поинаку насловот, една обемна книга. Кажете ми, дали ова е стручен труд? Да, стручен труд, наменет е за нашите постдипломци кои слушаат естетика на театар и филм. Меѓутоа, може да ја чита секој човек и мислам ќе му биде интересно, има многу приказни, има многу легенди, стилот е интересен, напишан, така што мислам е една општа култура човек да знае за најголемите имиња во естетиката, во уметноста. Според она што го слушнав до сега, ако е интересно како што вие говорите, ова е уште поинтересно мислам. Бајадера за конзумирање. Сега гледам да ги скратам работите, а знаете кога беше поузата што се сетив. Постои една голема предрасуда дека естетиката е чисто визуелна. И тоа е случајот со Данте кога нивната средба нели на рајот, во рајот со Беатриче, затоа што во рајот можеме да влеземе со светлината. Да, со светлината и силата на очите. Тој не може да ја види Беатриче, него го води силина. Што сака да каже дека душите се препознаваат, дека таму одат и љубовта не води со силината на душата, никако со чисто визуелниот апарат. Меѓутоа, да направиме компарација со ова сега. Ако сме гледали со ова што се случува, антиестетика во која што живееме денес, и тоа се сетив додека бевме на пауза, што се случува? Ако сме гледале Греми, дали сме гледале Евровизија последниве 5 години, да речеме, еднаш седнав да го изгледам Големиот брат, чисто да видам. Тоа е огромна продукција. Тоа се сериозни пораки, вредностни. Во овој нихилизам во кој што живееме, нихилизмот значи дека сите вредности ја изгубиле својата вредност. Да видам што се сервира. Ја имам деца од 12 и 13 години, значи тие веќе влегуваат во тинејџерски години, да видам што нивните вредности, освен ова селф институција, знаете, порано за да ве сликаше некој, требаше да постои друг човек, да ве Сега сам си режисер, сам си фотограф, сам правиш интервенции во сликата, ставаш некој луксус кој што нема врска со реал. Една шизофренија, едно лудило да се покаже луксус. Знаете, вие денес како жена мора да имате тело и тоа не е било какво тело, одредени екстрем. Тоа е естетиката на денешново време. На машките воопшто не им е лесно. Тие мора да имаат некои сепариња, гледам таму, па да порачуваат Моне, па жените таму да викаат, да се билдуваат. Значи, имаме тело, наспроти душа. Духовниот развој светлина нема. Знаете, кога вели Гете, на едно место кога нели во Фауст Мефистан злото кога му се јавува, вика јас тоа Зафирчев како убаво го глумеше на промоцијата и вели јас бев дело кој отпрво беше цело. И а човекот тој јаден црв мисли дека секогаш мора да е прв. Вика бев дело каде што се слави само човечкото тело и нема долго да пројде и пропаста ќе дојде. Значи, тоа е нашето време и тоа сакам да ја кажам за Големиот брат. Таму се промовира една идеја на човек од 60 на години, што е за рака фатил некоја девојка од 17 години и тие велат дека еве да се изневерува сопствената сопруга, тоа не е проблем, тоа се вредности кои што се во ред. Понатаму има една девојка во тој Големиот брат, каде што нонстоп прогонува одреден човек и тоа е дефиниција на љубов и на естетика. Можете да замислите сега во каков ужас. Да ви кажам, јас растев во едно време, не сум југоносталгичар, никако тоа, мислам, си ја сакам многу Македонија и се радувам што сме независни, меѓутоа живеевме во време на невиност, во време на една бајка. Ние одевме на училиште и таму да се дружиме. Таму, па за некој да ве освои, таму не мораше да рецитира Жак Превер, Тагоре, да свири на гитара. Оние што вртеа со клучеви, одеа со коли,
Тие немаа пристап до вас. Знаете? Сега имаме апсолутна рокада на вредности. Тие што вртат со клучеви, тие може да имаат. И тоа во таков еден ужас. Многу поедноставно, мислам, артикулирајте го. Едноставно материјалното. Денеска успехот, да. денеска, значи секоја жена е подучена дека не треба она да се надградува, туку треба да најде некој принц, не е важно дали е криминалец, важно да има. И он така ќе се здобија. Вчера ја пуштив Бела циганка песна, една од најслушаните на Балканов. Што е пораката? Се што имаш делиме по пола. Не јас што сум создал, па ќе го споделам со тебе или ти што си создал. Него ја немам ништо, голтар сум, ама тебе пошто ќе те имам и ќе го делиме по пола. Значи естетика на вредности. Значи зашто да се мачиш во животот? Работи на себе, малце силикон, малку ботокс и така натаму. Само на телото, порно варијанта. Так. И тоа е естетиката и тоа е страшно. Тоа е... И жената, пазете. Жената изгуби својата тајна. Таа престана да биде инспирација за големите уметнички дела. Жената е капија помеѓу овој и оној свет. Имаме само една клучна... Шекспир што вели светлиот и темниот ангел. Не. Една единствена ја имаме во историја. Пресвета Богородица. Надприроден чин помеѓу овој и оној свет. Четвртиот елемент на Светото Тројство. Значи, може и така да го кажам. Може и дури и култ да направиме и да не бидеме во греф и во прелест. Пазите. Значи, пазете, по право на избор, свесен избор, не принуда, не безнадежна ситуација. И кога жените се изборија за еманципација, зашто се изборија? Да ние со ниски страсти гледаме задници, предници, полесно да доаѓаме до сексуални услуги, наместо да доаѓаме жената да има поголеми можности за интелектуален, духовен, општествен развој. Гледате што се срозува. Знаете што се случи? Имаше една... тие невладини организации ме убедува, па тоа е добро, тоа така треба. Да. Тоа е, ние живееме во еден матрикс од кој што не бомбардираат од сите страни како треба да мислиме, што да чувствуваме, што е добро, што е лошо. Жената е таргет група, затоа што жената е најголем потрошувач на гардероба, таа купува намештај, таа следи најмногу трендови и жената е тука на удар. Меѓутоа, жената ја изгуби својата тајна. Знаете, французите имаат едно плот во уметноста кога премногу е транспарентно се на жената. Таа веќе не е предизвик. Демистифициране. Таа е демифистициране и веќе е неинтересна за спротивниот пол, знаете. И имаше една театарска представа. И жената е тогаш принудена да се фотошопира во живо. Да се фотошопира, да живее во некој идеал, како таа изгледа. Да се подложува на естетски операции. Знаете, кај нас... Каков духовен и морален пат. Ама, знаете како велам? Убиство е тоа на духот. Само жената не треба да се осуди за тоа. Знаете, апсолутно. Тука е виновен мажот. Затоа што ова е класична побарувачка. Телевизии, социјални мрежи, тие нас не диктираат. Класична побарувачка. Меѓутоа, социјалните мрежи ни кажуваат, еве го идеалот на жената. Таа има порно, значи силуета, таа има луксус, сега треба да дојде принцот на белиот конј, кој што ќе има многу пари и тука завршува приказната. Сте виделе вие жена на Фейсбук било која? Значи, и оние кои, нели, се согласуваат вечерва со она, да, така е, стварно ово она, ама нема ни една фотографија каде што е она седната и да и се види мешето дека и фатило преклоп, нели? Точно. Или да и се види дека мишката има малце повеќе. А не можат да сватат
затоа што никогаш не погледнале средновековни ренесансни слики, каде жената е спектакуларно прикажана во сето свое несовршенство. Ако веќе збориме за неестетика. Не, меѓутоа, и искрено да ви кажам, знаете што, жена во долг фустан, подзад скриена, може да направи поголем тригер одо што со керефеките и со силиконите и со Инстаграм фотошопите. Арно, ама не изживеани сме. Затоа што и јас, и колегиве, и сите кликаме видеа, видеа. Тоа Емир Кустурица го слуша, вели, знаете дека може да оди култен филм. Најврвно уметничко дело, меѓутоа фокусот ни е одма да видиме кој не барал, што се случува на Фејсбук, што се стануваме. Па се случи еден, баш читав во Америка, некоја девојка изгубила неколку милиони следбеници и се самоуби. Други се на рапна депресија ако немаат следбеници. Пазите, дојде критериумот на вредноста да биде колку лајка ќе имате. Виртуелна. А што е целијата идеја е губење на идентитет. Вие веќе губите, вие вашето лице го губите. Вие губите се што е она ваше, што е ваше. Не, ја респектирам, ама мадам Гага кажа после оние скандали дали стварно се смувала со незиниот колега актер и на Ирина Шаурек. Рече, социјалните мрежи се канализацијата на општеството. Точно. Иако во Холивуд се е можно. Тоа е... Не, пази, денеска живот ти зависи, можеш работа да изгубиш, можеш кариера да изгубиш. Апсолутно, имаш ако ти на врвни режисери нешто напишеш. Му ископале таму од пред 10 години некој твит, ова било хейтање. Денеска можеш слободно било кој да напише, еве сега некоја, да и текне. Јанко мене сексуално ме злоставуваше во 85-та година. И јас сум осуден. Готово е осуден сум. Немаш ни можност за бране. Зашто? Затоа што едноставно арена, фрлање месо и сега кој ќе те фрли. И лавовите ќе не е дозволено ни да се браниш. Не постои естетика. Колку врвни актери исчезна од сценава заради тоа е страшно. Оваа виртуелност. Виртуелноста е Ние живееме во киберопштество. Имаме сега веќе Како горе? Киберопштество. Киберобразование. Него знаете, јас се прашувам што е она? Еве и моите деца се конзументи на сакаат компјутери. Што е она што е онлайн толку подобро од кога си офлайн? Зошто таа виртуелна култура во која што се најдовме, ние мислејќи дека ќе ни донесе спас, ни донесе пропаст. Тоа е човекот е Фауст, знаете, кога Гете вели, човекот кога седи, првата сцена на Фауст каква е? Тој вели, јас седам во мрачна соба и не знам до науката каде може да стигне. Еве каде стигна. Го запоставивме духот, почнавме да го развиваме телото, умот, технологијата, имаме човек-робот, имаме девојки роботи, значи се созда вештачки, веќе интелектуалците, се што ви е потребно имате вие онлайн. Дури да напишете семинарска... Па мала ли работа е? Ја имаме Александриска библиотека. Се што може да те заинтересира од уметност, култура, филозофија, пишано, непишано, секој уметничко филмско дело ми е на располагање. Знаете зашто најмногу се користи 90%? Поразително. За жал. Отворите ја статистиката. Порнографија. Порнографија. Точно е, тоа е... Страсти, најниски страсти. И тоа, меѓутоа, навистина, уметникот денес е во голема дилема. Знаете, од една страна тој му треба осама. Не може да е бомбардиран нон-стоп со социјални мрежи и да твори. Од друга страна, тоа му е потенцијалната публика. Знаете, уметничкото дело доживеа навистина универзализација. Ние веќе немаме контакт со уникатот. Немаме веќе отворање на галерии, па да гледаме таму, киносали, се што може. Меѓутоа,
Знаете, нарцис кога се удови и сакаш да се загрли, тоа веќе нема јас сум тој. Сега имаме ние сме тие, имаме глобално губење на идентитет и сега јас се поврзувам. Сакате да ми кажете дека дојдовме 103. Некој да ми го потврди од 103. Нема веќе јас сум, има само ние сме. Во овој момент, во оваа цивилизација, до сега, оваа цивилизација е заснована, доскоро беше, на единка. Единката беше најбитна. Правно, обштествено, етички и морално. Точно. Сега групата е. Сега групата, ама не семејството. Не семејството. Не, семејството е на напад. Дали е ЛГБТ, дали е Сдружение за љубители на животни. Езотерии, тарот карти. Се е тоа побитно од единката. Основата. Точно. Зошто? Затоа што ние имаме една дајџест варијанта на старите мудрости од истокот. И сега имаме некои си таму, како се викаат тие, кои што се лидери, кои што има, и тие кажуваат за животот. Што треба вие да правите, Јанко, да станете са бајле, да се напиете вода, да кажете оваа желба да ми се исполни, па да мислите позитивно, да одите, тоа се дајџест варијанти. Тоа е скрипта на оние најголемите универзални вистини. Тоа се кои што бараат големо читање, експликација, големо доживување, медитација, контемплација. Тоа е голема верба во Бога и така натаму. Меѓутоа, тука имаме и тој тренд сега постои. Вие имате водич кој што е гуру, кој што научил нешто не научил, тоа е тајна. Така се создава секта. Во позадина се само парите. Но што сега има порано беа гуру кои беа со мистицизми, со лекување, со све, денеска ги има пострашно. Твојот драг Максим настрада така, а тоа беа оние како ги викаат. Види, ако сакаш, не, тоа се легитимни картичка за попуст, ама влези во системот и така натаму. Па идеш на предавања, па ти викаат, слушај, ако си упорен, ќе успееш. Значи мора да успееш. Значи сигурно ќе успееш. И тоа е мотивациони говорници, точно, кои што во цела позадина, знаете, јас ќе ви кажам, таа на пример да не именувам, има една домашна што треба, што цело време од Бог и од Господ Исус Христос го учиме. Треба да паднеш. Треба да утнеш. Не секогаш исправен пат ќе најдеш. Смени го патот ако не иде. Ништо не е случајно. Страдањето ни е дадено, е најголемиот и најдобриот учител. Најголемиот ум, после ова ќе те натерам да го читаш, на денешницата е Џордан Питерсон, кој има напишано 12 правила на животот. Книга која не во твојата естетика, тука си ти врвна, но во објаснување на општеството. Денеска е најнапаѓаниот, затоа што ја кажа вистината. Знаеш како ја кажува вистината? Значи, не само нашата вистина, која вика све она што ни е вистина, е длабоко вткаено во природата. И иде до амеба, иде до хемиски процес кој ти го поврзува, кој ти го кажува. Успехот ќе ти донесе тоа, неуспехот ќе ти донесе тоа. Тоа е тоа, тоа треба да го направиш. И кога ќе видиш на улица мачка, погали ја. Да. Замисли која естетика, човекот се бори со цело општество и вика мачка, погали. Точно. Гениален канаѓанец е. Ако станеме, јас тоа викам на моите студенти, станете, викам. Израдувајте се на денот, видете го сонцето, вие сте живи. Ама не треба да им се каже, треба природно да му доаѓа. Природно, меѓутоа понекогаш треба со вашето искуство, знаете, да ги потсетите. Тоа се сепак млади деца каде што тие имаат една цел, фокус, амбиција и тука
И тоа ги убива. Он мисли дека мора да успее. Зошто мора да успее? Зар не можеш да бидеш Па добро, не можеме сите да бидеме Елон Маск. Ните можеш да бидеме Бил Гейтс. А сите сонуваме за јахтите. Замислете се вие кога бевте во 103-ка, кога влегувавте во новинарските води. Па не може младиот човек тоа да го свати. И затоа она старите што вела да ти го имам паметот, да ти ги немам годините. Па тоа е тоа. Младиот човек е полн, тој блика во амбиција. Како да им кажеш дека еден ден тоа се нема да биде важно? Важно е дали си среќен. Тоа не е важно дали си во право. Како да му објасниш дека еден монах, ја што сум верник па ме убива упоим, кој ќе отидам монах, живее у келија, откажан и од име и од презиме, ништо материјално нема, а посреќен е од мене. Како Апсолутно е посреќен. Како? Па нели е тоа естетиката? А луѓе ние во потрошувачко општество нам ни треба нов iPhone, нов Samsung, нова кола, нова жена, нов стан. Точно. И пак не сме среќни. Никогаш, затоа што волјата никогаш не завршува. Знаете што ни е потребно? Волјата никога, волја за моќ. Ние имаме глад за пари, глад за луксус, глад комшијата да. А тука е одговорот зашо богатите уште повеќе пари прават. Зависен од правење пари, а има за 7 живота. Точно, вистинскиот комунизам е замислен ова олигархија која што постои да даде 30% од својот капитал на сиромашните. Ето, знаете, Достоевски самиот вели, сите ние, цела планета, да се договориме и да кажеме во наредните 5 минути на сите ќе им опростиме и на сите ќе им посакаме дека ги љубиме. Во тие 5 минути ќе дојде рајот на земјата. Тоа е во делото негово и во браќа Карамазови, во Смешниот човек. Тоа е љубовта, тоа е врвот. Меѓутоа на младиот човек тоа не му е доволно. Ама не може. Мимоза, ја ги отворам телефоните. Кажи ми што е љубов. Па и одма почнува секс, еротика, страст. Не може да ја пресликаат. Точно, љубовта кон душата и љубовта кон телото. Ама не, љубовта не е шизофрена. Точно, не е нема. И таа не се однесе тоа е само големиот кон брат. Таа се случува со све. Апсолутно, апсолутно. Тоа е целата енергија. Ако јас се почитувам себе си, ќе го почитувам и мојот партнер, ќе имам одговорност. Тоа ли е естетиката? Естетиката е безусловна љубов, на она што не учеше Исус. Јас сум патот, нели велеше тој. Меѓутоа, што е, да кажам, еве со обичен жаргон, безусловна љубов, на која што естетиката не учи? А тоа е, јас тебе ќе те сакам, без разлика ти што и да направиш. Нормално, се ако дојдеш и ме реметиш тука во мојата реалност, ќе речам, сори, ние не можеме да... Меѓутоа, јас и понатаму тебе те сакам. И ние можеме, никако не сваќаме дека можеме да бидеме среќни, екстатично среќни, без разлика од надворешните околности. Дека среќата, иако ментална радоста, самите ја создаваме. И тоа ни вели и самиот Достоевски, целата суштина на браќа Карамазови е, го гледаме амбисот, страдаме. Човечката екзистенција е страдање. Меѓутоа во тоа страдање ја гледаш убавината. И ја гледаш Божјата вмешаност. Не знам, Едгар Алан По вели кога гледам во амбисот, па добро, и Алберт Ками. И амбисот почнува да гледа во тебе. Знаете што вели зен будизмот? Не, пазете. Ве напаѓа лав. Да, ве напаѓа лав, а вие се фаќате за гранка. И таму има цвет. И вие велите колку е убав цветот. Ај сега да не го пародираме, го знаеш она се кому вика шо правиш учител, фрла Морис. Зошо ве фрлаш Орис? Вика за да не дојде тигар. Па овде нема тигри. Па гледаш дека мојата метода е добра. Небулозно. Точно. Не, зборам светот и духот се реални. Универзумот е реална енергија. Ама примерот со монархот треба да е примерно. Што нам ни треба? Ни треба да имаме што да облечеме. Имаме ли каде да отидеме, имаме ли кров над глава, имаме. Ти збориш за базичните. Не сум гладен, не сум болен. Имам гардероба. У моментов ништо не сака да ми изеде. Што имам јас тука да страдам?
Stradаме за непотребни работи, да видите. И имаме еден пријател од Хрватска, Срđan. Како дедо ми живееше у Маđар А, мало и Срđan, беше да. посреќен, а имаше Со барем луксузот 300 човекот квадрати помалку од што ја имам сега. Точно. Со луксузот човекот потешко се справува, него со немаштијата. Немаштијата прави заедништво, а тука е среќата. А Како викаат, мизеријата бара друштво. ние ја изгубивме таа базична. Ние семејството го направивме дека е ништо. Тоа ќе излечат од себе ова учениците, кои треба да создадат уметнички дела, а едно уметничко дело, за да биде значајно, прво треба да го натера субјектот да го изгледа, од почеток до крај. Книгата Без да ја прочита, фокус на социјални мрежи. на ништо. Зошто ја пропагирам гледање филм во кино, не на лаптоп дома. Точно. Зошто да се иде у театар? Изгледај од почеток до крај. Изгледај го филмот, прочитај ја книгата. Прочитај ја книгата, фокусирај се. Ти го привлече вниманието? Да. Успехот веќе е постигнат. Точно. Можеме после да збориме какви Точно. естетски вредности Ако има сум едно јас дело направила- кое треба да биде Точно. наградено или не наградено. А што е одговорност? Одговорност е да дадеш, тоа е способност да дадеш одговор во одредена ситуација. Ако јас се сум дала од себе, значи максимум од мене, сум создала уметничко дело, сум направила се во таа ситуација што сум можела, сум прашала, сум се повеќе едуцирала, сум прашала други луѓе повеќе што знаат од мене, одговорот е даден и тоа е одговорност. Ние мислиме дека одговорноста во семејството, па не знам што е, па тоа е страшна работа. Джордан Питерсон, треба само да земеме одговорност за своите постапки, Точно. секакви. И ние веќе сме успеале. Како А не си што ја е прочитала успех? книгата? Сигурно ми дошла при рака. Што е успех? Да го работиме у нешто го сакаме, со кого сакаме и кого сакаме. Меѓутоа, знаете што е најважно? Ама сакаме Кога да ќе се победиме ние, Ко- не да изгубиме од Австрија. Нам ни треба успех за да се Точно. идентификуваме. И Нам ни треба, па погледнете Ние еден живееме- документарец за една ромка која собира Да. мед, ние испаѓавме у несвест кога стигна до овакво. Ние живеевме, Но сакавме многу да се разочарав. идентификуваме. Многу се разочарав од целата таа идеја, прво што не го слушна филмот на македонски јазик, искрено да ви кажам. Секоја чест кон јазикот на малцинството и све, меѓутоа праќаш македонски филм за Оскар. Така, имаме толку таленти. Не, апсолутно беше убав. Да се филм. вратиме на ова. Да, да се вратиме на ова. на тоа А што за културата- нам ни треба успех. Она Ние што да се го ка- идентификуваме како македонци. ние Не живееме- Ја не се идентификувам со законот и со Точно, и со уставот. апсолутно. Јас се идентификувам со Гоце Делчев, со Точно. Пандев, Точно. со Горан Трајковски, со Слободата и Анастасија. љубовта. Тоа се перенијалните Тоа се луѓе вредности. кои и Точно. проекти кои одскокнале, а ја Тоа се джиновски фигури. Тоа е Ниче го вели во така говореше Заратустра. Треба како што да е за направи. Германија фолклор и најголемата нивна фигура е Волфганг Амадеус Моцарт. Точно. Немаат, ни Ниче не е поголем од нив. Не. Он е Ни најголемата Вагнер, нивна апсолутно. никој. Он е нивниот за веки веков ќе им биде идентитетот нивни преку кој ќе идат. Затоа ние бараме таков успех и таква естетика која и затоа се прилагодуваме. Што бара сега Евровизија? Бара геј, бара извитопереност, бара ова. Дајте тоа да го дадеме само да постигнеме успех. Точно. И каде завршуваме со тоа? Никаде. Се додека не се цениме себе си. Се додека нашето достоинство, не кажеме ние кои сме. Али само да се вратам на култура. Ние живееме во култура на победник. Апсолутно се согласувам со вас. Знаете што е тоа? Тоа значи јас вас да ве победам, а вие да се чувствувате бедно. И јас да триумф. Тој човек што така ги што знае тој за среќата? Што знае тој за љубовта? Не можеш ти да имаш среќа врз бедата на другиот човек. Мене веќе не ме интересира дали јас сум победила или не сум победила. Една студентка ми вика, професорке, како убаво ни раскажувате, многу вика, мене ми е жал што вие сте така маргинализирана.
Значи не добивам награди, не сум во тие друштва на писатели, поети, каде што велат еден ден ти ќе добиеш, утре дента другиот, па се разни трампи. Јас ја имам слободата. Ја и велам, имам слободата и љубовта, седнувам чергарски. Ќе земам, ќе напишам во момент на инспирација. И тоа мене, после тој целиот ден, таа светлина што сум го напишала, јас веќе летам. Гледам дека добро сте ги разработиле во целава перцепција на естетиката и преку психологијата и со Зигмунд Фройд и со Јунг. Тоа ми се сонце и месечина, тие два лика, они се јинг и јанг. То јинг и јанг, точно. Едниот е представник на рационализмот, Фройд, а Јунг е представник на духовноста. И тие се среќаваат. Кој преовладува? Затоа што вика овдека во книгата имате напишано. Уметноста е сон и несвесен чин. Тоа е Фройдовата теорија. Амалгамот на уметноста и психоанализата кој Сигмунд Фройд прв ги доведе во светлината на денот, веќе 1 цел милион, не стивнуваат дебатите, дискусиите и полемиката од страна на големи имња на уметноста и психијатријата. Знаете, кога го читате, како Фройд го разгледал Достоевски, татко убиството. Почнувајќи од бедни луѓе се до браќа Карамазови, големото финале. И од сексуалната анализа во раното детство. Се враќа од анална фаза па во натаму. раното детство го враќа и дава една, значи како најискусен естетичар. Он вади многу сериозни научни докази, равенки. Меѓутоа, се почнеш да викаш, па чекај бе, до толку ли сум ја беден како личност, кога една таква фаза у моето рано детство на несвесно да биде одраз во мојата естетика. Морам да ви кажам една приказна што тој ја раскажува и мене многу ме потреса во годините кога ја прочитав, а тоа е неговата анализа на Леонардо да Винчи. Значи, секој ден имаме некој, еве го Леонардо да Винчи, па сам се сликал, па бил хомосексуалец, па не знам што, и сега Фройд. Фройд доаѓа и вели, Леонардо да Винчи бил вонбрачно дете на своите родители од Винчи. Точка. Што се случило тогаш? Тие семејствата биле нешто раскарани, никако не можеле да се земат и тој, место да биде нотар, тој станува сликар, најпознат сликар во Фиренца. Меѓутоа, во најраната фаза на Леонардо да Винчи, тој се сеќава на својата мајка, убавата Катерина, со нежна насмевка. Пазите, тука. Нежната насмевка, како таа го ниша и му се смее. Ама насмевка која што ќе стане кобна за целиот живот на Леон. И тој целиот живот ќе оди по насмевката на својата мајка. Веруваш ли ти дека толку може да има влијание? Јас верувам, затоа што мајчинската љубов е најважната љубов. Не можам да се согласам со тебе. Не можам ни со Фройд да се согласам. Прв ми е најчитан и така натаму. Затоа што личен пример имам. Пријател мој, дете, пораснато у дом за сираци. Значи со ќотек, со ништо, со све. Имаше сон, отиде на Северно море да работи најтешка физичка и животоопасна работа. Денеска успеа во работата, со семејство, со све. Сигурно. Се ви збори дека тој требаше да биде криминалец, неуспешен, љубов нема доживеано ни мајчинска, ни роднинска, никаква. Да, тоа е апсолутно сте во право. Тој имал два избора. Ама знаете што, најраното детство тој е напуштен. И тој во тој не знае за блаженство, нишкање. Не знае ништо. Тоа е веќе Едиповата фаза на 4 годишна возраст. Ама ни тоа го немал, ништо. Да, за вашиот пријател. Од бебе, ништо. Да, па сепак израсна нормално, прекрасно суштество и битие. Да. И фала Богу не живее тука. Фала Богу, да. Што ова ни говори? Не говори дека тој е нашол некој друго поле, еве, отишол, мако трпе. Образ Божи сме, мимоза. Ние ја имаме љубовта и благодатта и да немаме мајка и да немаме татко. Ние може да излезе сето тоа најдобро од нас. Воспитанието не е тоа што ќе те определи како личност, како успех, како уметник, мимоза. Точно. Туку тоа твојот избор. Твоите одлуки, твојата совест. Апсолутно. Меѓутоа, не се сите создадени. Дали ќе го спомнеш Максим или Петко или Станко,
To je nivna odluka. Ništa не е moje. Ние можеме како родители, фала да ово, она. Ние сме знаете што вели Шекспир? Ние сме создадени од материјалот на соништата. А целиот наш живот е сон. Тој не вели каков сон е смртта. Тој не вели дека смртта е спокоен сон. Тој никогаш не вели, никогаш не знаеме што човекот, па еве вашиот пријател што носи во себе. Знаете, јас мислам дека во примерот со Леонардо да Винчи таа преградка на неговата мајка. Пазите, рацете на Леонардо да Винчи, ке Света Ана, во Тајната вечера, во Мона Лиза, рацете со кои што го држала негова и насмевката. Зошто ниедно дело, вели Фројд, на Леонардо да Винчи е незавршено? Зошто тој се борел затоа што чувството на мајката, според Фројд, не може да го врати преку уметничко дело, со материја. Тој ја бара собствената мајка. Зато е незавршено, многу добро. Тој не може. Зато е незавршено. И на крај тој нели се исповедува пред крајот на животот дека се борел со тие што ги имал сензација со совршенството, а не е Бог. Тој е само и на крај тој се исповеда и плаче пред самата смрт зошто го правев ова. Замислите еден таков грандиозен уметник да оди и да студира сепак во функција на уметноста, меѓутоа се бавил се толку тој сакал да го достигне тоа совршенство кое што во материјалниот свет е невозможно. И на крај пред последниот ден тој се исповеда и умира. И вели, сгрешив затоа што го барав совршенството кое не можеш да го најдеш. А што ќе каже Јунг за истово? Јунг мојот омилен. Психијатар. Знаеш ли како ме привлече мене Јунг? Во еден разговор Јунг и Фројд разговараат. 12-часовната средба. За надприродното. Точно. И нели како рационален Фројд му вика ти нема шанси што збориш вика ово на ваму таму. И од тој момент им се руши нивната полици со тоа сакав и јас да го кажам. И му вика еве ги духовите. Еве ги убива у поем. Го убива, да. Овој како рационалист, ама знаете, Јунг е меѓутоа основата на Јунг е во зен будизмот, знаете тоа, и таа е една феноменолошка естетика. И во Тотеми табуи тој вели каков однос имаше Фројд спрема сите нас, тоа се големи имиња, и Адлер и големи, значи психоанализата порано во времето на Фројд тој останува сосема сам со сопствената психо. И на еден научен собир, кога некој ја спомнал психоанализата, тој го прекинал председавачот и му рекол: не се извинувам, ова е прашање за полиција. не за наука. Замислите, тој сосема сам и вели Јунг ја однесе психоанализата на ветената земја, на таа 12-часовна средба, тие се виде дека апсолутно ќе тргнат под сосема друг пат. Јунг што ни вели? Јунг вели дека човекот за да почне да живее треба да ја тргне сопствената маска. Значи јас се гледам во огледало, која сум јас? Ајде, јас не сум ни професорка, не сум, мислам да тргнам дека сум мојата професија. Да, тоа нека правите. Апсолутна идентификација со својата професија, вели Јунг, не си ти тоа. Не си. Значи, што сум? Што си? Не сум моите мисли. Да, не сум моите мисли, не сум моето тело. Што останува, вели Јунг? Останува светлината. Останува една есенција која што е апсолутно духовна и која што се наоѓа во другиот свет. И на љубовта, и кога го прашуваат Јунг: добро, вие верувате ли во Бога? И тој вели: не. Јас знам дека Бог постои. Цар. И вели, после тргањето на таа маска, знаете, во антиката носеле маска која што се нарекувала персона. Значи, имало отвор само на устата. Пазите, персоната не е тој човекот. Дури и на атињаните им било јасно дека маската која ние ја носиме не е нашата есенција. Втора работа што ни вели Јунг е вели да се избориме со сопственото зло. Со сопственото имаме сестра близначка, брат близнак. Некој ќе не навреди. Ние треба, повторно доаѓаме до Исус,
ne treba da odgovarame со омраза и одмаз. Тоа е и Шекспир кој вели вредеше ли еден живот да се помине не во љубов, да се помине во омраза, во одмаз, да во една победничка филозофија. Знаете, имаме два природа. Или ќе го сватиме светот и животот како организам, секој индивидуа ќе ја почитуваме со неговата вредност. И тоа не било каква вредност, туку бесконечна вредност. Секоја индивидуа која се појавува во ова има бесконечна вредност. Или ќе го сватиме ова што ни велат социјалните мрежи, што дојде од Запад, не, Дарвиновата теорија, посилниот, и тоа зверски посилниот ќе победи, и цветот е механизам. Ти си тука случајно дојден, ти немаш никаква смисла и јас сега сакам да владеам со тебе. Тоа се тие, дури Свети Августин во Цивитатес Деи и Цивитатес Дијаволи. Тоа е и кај Достоевски, кога вели бакнеш да инквизиторот, што го има во оваа книга, вели ние со злото и со злите луѓе ќе мора да живееме додека не бидеме одвоени со телата и со душата. Житото и коравот, тоа е таа легендата за житото. А и како искушение за да си ја докажеме собствената љубов дека може да не надвладе. Точно. Тоа Јунг бара. Вие сте доктор. На што докториравте? Јас докторирав на една сосема тема, тоаш многу ме заинтригируваше мултикултурализмот и мултилингвизмот во Европа. Сакаш да збориш за тоа? Имам уште пола саат. Да направиме уште една пауза, па да продолжиме? Може, да. Режија, идеме со уште една пауза, па ќе продолжиме со разговорот. Еве со овие трансцендентални разговори каде што навистина големи кромиди се лупат и се луштат. Да дојдеме до срцето на мудроста. Во време кога играат фудбал битни репрезентации. Нас не коментираат. Добивме позитивни коментари. Да им се заблагодариме на гледачите. Во ред е тоа. Ми интересира иако една работа, нели, ви благодарам ова за Фројд и Јунг, една интересна. Да, сакав да ви докажам и дека мораме секогаш. Има за докажување. Да, мораме секогаш да се ослободиме од сопственото зло. Тоа Чехов многу добро го објасни. Знаете кои се тие? Тоа се во улогата на инспекторот кај Чехов. Тоа се оние моралисти кои што се прават како што треба. Тие се најуредни. Тие никогаш не изборат со повишен тон. Меѓутоа на крај ќе ве убијат. Тоа е таа една апсурдна ситуација. Се додека ние со сопственото зло не расчистиме. На секој човек го почитуваме со неговата безгранична вредност. Верувајте, доколку било кој од нас не постои во моментот, и има зошто постои, свемирот не би изгледал вака како што е. Да скршите една вазна и само едно делче немојте да ставите, таа вазна веќе не е истата. Ние сме тука дојдени да се радуваме, а така универзумот се шири. Да шириме светлина на нашата душа. Јас она што го имам да му го дадам на Јанко, Јанко што го има да го даде на друг. Така е замислен светот. Тоа е прологот на небото и кај Фауст. Бог го замисли светот како една совршена хармонија. Тоа се ангелските хорови на едни возвишени симфонии. И ова се убаво се вклопува во кога се говори за уметност, за естетика, за светлина, за убавина. Интересно, знаеш, ако мислам дека има некој бенефит од овој разговор вечерва, тоа ќе биде што може би најверојатно може да се интересира. Да прочитате книгата. Уште подобро. Да запишете факултет на Европа Прима. Дај Боже. Ајде, дај Боже. Може и за тоа да проговориме или би требало посебна емисија малку за програмите. Да дојде Јордан Плевнеш, мислам, еве Весна Огненовска. Тие подобро. Плевнеш не доаѓа, па не знам што да е, 10 години го канам. Не, добро. Има фобија од мене. Не. Тоа е прекрасен човек, многу со широк Она што ме заинтригира, нели, бидејќи за мултикултурализмот ќе ве прашам за вашата докторска дисертација, но како е вклопен во цела оваа приказна еден Никола Тесла?
Никола Тесла е синоним на стимпанкот. Знаете, тој е магијсник, тој е прво во една спиритуална номенклатура, тој е архангел. Но вие го користите во книга. Да, го користам како една... Тој, знаете, понекогаш Бог, како сакате, мислам, Бог е премногу претенциозно или свемирот, универзумот, праќа одредени луѓе кои што ќе ја смена целата свесност. Тоа го направи Никола Тесла. Пазите, од темница, тој ни донесе светлина. Тоа е, ја смени скроз цивилизацијата, иако не бевме спремни, гледате дека после тоа требаше да се градат атомски бомби, требаше да се наплаќа електричната струја. Тој рече има електрична струја за сите луѓе да не живеат, да живеат бесплатно. Има доволно вода, има се. Тоа е еден волшебник, тоа е еден посебен човек, кој што според мене е архангел, кој што е, ако го гледаме принцот на прстените, како господарот на прстените, еве ги тие стимпанкот, тоа е една нов жанр во филмологијата и тука тој волшебникот кој што ги создава новите цивилизацијски текови. Со Гандалф го споредуваш. Добро, пошто стимпанк и Lord of the Rings не идат. Да, добро, меѓутоа... Но како Гандалф, волшебникот, да, добро, тој така. навистина е волшебник. Тој... Каде е клучот на неговата естетика во промената во светлината. Во светлината. Тој вели, ако ми кажете... Да. Мобилни телефони. Што ќе ни фалеше? Можевме... Телевизија со свети. Што му фалеше Нема на Кјубрик телевизија. Во Бери Линдон не користи вештачко светло, само свети, само природно светло и пак направи најспектакуларни работи. Прати се на Тесла. На Никола Тесла е еден лик кој што јас го обожавам, меѓутоа во неговата духовна светлосна. Кога го прашале што е Бог, тој вели тоа е светлина во материјална форма. Ако ме прашувате што е Бог во духовна смисла, тоа е сомилост и љубов. И тука веќе ви ја дава целата дефиниција. Крај, нема што да се нема ни три точки. Да, и тој ни кажува дека допрел до јадрото на мудроста, тој знае дека животот никогаш не престанува, дека ние дека сме вечни. Тоа и зен будизмот ни го кажува, дека ние сме се определиле во овој живот за одредено искуство. И од тоа искуство мораме да експандираме. Ние мораме да имаме собствена еволуција. Секој живот ни е одредено искуство. Меѓутоа, вечноста, и тоа е еден од темелните закони на универзумот, никогаш не престанува. Значи, основен закон на универзумот е ти постоиш. И тоа никогаш не може да се смени. Затоа мене ми е малце проблем со Истокот, каде што он вели една колективна свест и така натаму, додека многу по-интуитивно го разбирам дека јас, Јанко Илковски, ти, Мимоза Раел си една и единствена во просторот и времето и нема повторување и нема реинкарнација, нема ништо. Ти си и за веки веков во вечност ќе обстоиш ти како личност, како дадено битие. Тоа е. Меѓутоа можеме да го менуваме физичкото тело. Тука повикани сме да бидеме богови, ако не се лажам и можеме и да имаме и тука избор, меѓутоа знаете да не ги навредиме чувствата на некои гледачи. Јас кога и да објавам нешто за будизмот, за зен будизмот, за кој што моите истражувања кажува дека се основа, тоа се старата мудрост од кој што се создава понатаму и христијанството. Меѓутоа луѓето не се спремни се уште, меѓутоа еве Јунг тоа го знае и тој ни вели дека вели извадете ја сопствената професија, извадете ги сопствените мисли, извадете го сопственото тело. Што е тоа што останува? Тоа најлесно можете да го тоа јадро на мудроста за кое што и Никола Тесла го знаел, па најлесно го добиваме во молитва и медитација. Која е разликата помеѓу молитвата е разговор со Бога, медитацијата е слушање на Бога.
Јас во медитацијата го слушам, а кога се молам, јас разговарам со Бога. И тука тие се комплементарни, тука нема исклучување, еве јас го сакам... Све ово им го зборите на студентите? Па внимавам кај што кога се религиските теми да не се распленувам, зашто Ова е предмет. Точно, ама им кажувам моето мислење, ова е моето мислење, моите истражувања. Јас порано бев прво растев во атеистичко семејство, татко ми лекар, мајка ми судија, ред, рад, дисциплина, татко ми беше оперски пејач, мислам, беше по уметност, ама медицина, наука, екзактност, биологија, физика, тоа признаваше. И во еден момент, знаете, тетка имам народен херој, тоа беше кај нас во семејството, рацио нема, Богот е субститут на идеалот, комунизам, не знам што. И нема идеал. Па тоа Достоевски вели. И што се случи со тебе? И ја наеднаш ми дојде мене една сензација. Мислам, почнав да сонувам светци, Света Петка ми се појави, да ме влече нешто кон црквата. За да подоцна сватам дека и црквата и религијата се две различни работи. Натвор од тебе? Натре од мене, Не, надворе од тебе. И надворе, и не знам како. Матрикс како вика, зошто се јави Нео? Зошто се јавија смитови толку негативни, како баланс? Затоа што преовладувало едно во твоето семејство, едноставно точно. Сега сите веруваме, сите славиме. Затоа луѓе се чудат како во едно научно атеистичко семејство произлегува монах. Точно. А тоа ги знаеме свети души. Точно, и кое што се занимава со уметност, уметност не е професија, нели? Уметност е, јас се занесувам нешто, нели? Чудесни работи. Пазите, мене ми викаат пријателки, колешки, Мимоза, ние ти се дивиме, ти самохрана мајка тук во Македонија се занимаваш со уметност каде што нема пари, нели? Ти треба екзистенција, имаш 2 деца. Јас им велам, ако јас така значи немам доверба во Бога. Јас апсолутно се имам препуштено на Бога. Верувајте дека никогаш не сум останала без пари. Никогаш не сум останала. Секогаш Бог е тука кој ме спасува. Дали е тоа уверување? Дали јас тоа неприкосновено верувам па се случува? Не знам. Меѓутоа, јас и во сите лоши моменти се само контролата ја давам. Ајде да излеземе од религијава, ќе те вратам. Има една, дали директно од некој од групацијата Сачи and Сачи, кај една теза на уметноста, вели, тенденцијата е, вика, уметноста, естетиката да преовладее во секој миг на човековото битисување. И се застануваш така. и вика буквално, така. вика, стануваш, миеш заби, вршиш нужда, јадеш, излегуваш, се облекуваш, работиш и сето тоа да биде со врвни естетски и уметнички вредности. Тоа е теоријата на Херберт Рид. Тоа е една од многу познати, многу познат естетичар. Ја го сретнав кај Сачи and Сачи, маркетинг агенцијата кои ги користат сигурно врвни филозофии и уметници за да се оправдаат продажбата на чоколади. Прво, општество како уметничко дело, тој вели, и потоа уметноста да не е ексклузивитет на одредена група, да не е елитизам, туку начин на живење. А сега е елитизам. Секогаш била за жал и вели без уметноста што гледаме, онде под апатија, таму подвиеност, двата фундаменти на човековото паѓање. Уметноста е тука да го спаси светот. Уметноста и убавината, како што ни вели во идиот Достоевски преку Мишкин, неговиот лик. Тука уметноста не спасува, затоа што тука ние се предаваме на духот. Тука ние апсолутно сме ние тука јас не го гледам светот од човечки морал. Туку го гледам од еден повисок, од еден универзален морал за оној за Кант кој велеше, кога го прашале што е, тоа е вели звезденото небо над мене и моралниот закон во мене. Тоа е мојата совест. Тоа е она што излегува најдлабоко во мене. Тоа е тој универзален небесен морал.
Земскиот морал е примитивен морал. Тој важи само за одредена група. Еве, ние тука во Македонија имаме одредени правила, понатак од границата тоа се сосема други. Меѓутоа и тие се луѓе. Знаете, ние како човештво мора да имаме универзални вредности, фундаменти на кои што ќе се темелиме, а тоа е љубовта, почита, благодарноста. Тоа е уважувањето на другиот. Тоа се тие перениални трансисториски вредности кои што никога важат за секој човек. Знаете. Ја тука ќе го завршам разговорот со вас. Ви благодарам многу. Иако спомнав дека ќе спомнам уште нешто за вашиот докторат и така натаму, следен пат ќе биде само ќе се спушти ова високо ниво кое го постигнавте, ја па повеќе не можам да нити мислам дека можам да ве следам, нити повеќе да извлечам од ова. Ја можам тука само да ви се заблагодарам. Ја промовиравте вечерва вашата книга. Ви благодарам многу. Ќе ви дадам последен збор секако. Светлината на убавината и уметноста. Дали оваа книга е во слободна продажба? Да, меѓутоа може да се најде на универзитетот кај Весна Огненовска. Кај мене не се на книгите. Европа Прима. На Европа Прима. Или Есра. Да, на Есра. И да се распрашаат што предава Мимоза Раја, кои се програмите, може ќе ве заинтересира. Ви благодарам многу. Ви благодарам многу. Се радувам на поголем број на студенти. Еве, ја им ветувам една многу интересна програма, многу интересна работа со нив, големи проекти, ќе бидеме мотиватори, поддржувачи, се што можеме ќе направиме да направат уметнички дела. Уметноста е и креативноста е голема работа и таа мора да излезе од човекот. Знаете, човекот е хомо креатор, значи тој мора нешто да креира. И ако има човек, дете, тинејџер, талент, нека дојде кај нас, еве, јас му ветувам дека нема да се покае, ќе направи максимум од него, ќе се излече и ќе живее еден поквалитетен живот. Ви благодарам. Ви благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно.